Со нова ликовна изложба продолжува 7-годишната соработка меѓу Кочанскиот центар за култура Бели Мугри и Кумановската меѓународна ликовна колонија Карпино. Од изработените над 30 на слики, направен е избор од 26, што во наредните 10 дена ќе можат да ги видат граѓаните од Кочани. Лани колонијата се одржа по 12 пат, а неизин организатор е мултимедијалниот центар Карпино од Куманово. На неа учествуваа признати уметнички имиња од државата, но и од странство. Тука се дела од 12 уметници, значи од Република Србија имавме двојца, од Бугарија двојца, од Белгија и овие наши домашни уметници од Република Македонија. Делата најголем дел се масло на платно или акрил на платно и се творени на слободна тема, додека порано, како што знаете, беа инспирирани од самиот манастирски комплекс, од духот на Пресвета Богородица црква, која е во самиот комплекс. Учесниците на минатогодишната колонија биле задоволни од нејзината организација и престојот во комплексот Карпино кај Куманово, па најавиле повторно учество и за оваа година. Во духот на Карпино е по еден само, да не кажам од најдобрите, да може да остане за следната година. Значи, оваа година, за жал, ќе бидат, освен еден, ќе бидат сите нови уметници. И као што кажав, значи, веќе направивме некоја соработка со некои колонии од Србија, за да преземеме, значи, уметници кои се надвор од, не само од Македонија, туку надвор и од Европа. Сдруженијето Карпино преку меѓународната колонија го промовира средновековното светилиште од 16-тиот век, познато како препишувачки центар во тој период. Изложбата од колонијата своето представување низ Македонија го започна од Виница и Куманово, а по Кочани се планира да гостува во Пробиштип, Кратово, Кавадарци и другите градови во државата.